Почитуван председател на Совет на општина Прилеп, господин Дејан Продановски, почитувани советници, почитувани пратеници, почитувани представници на Македонската православна црква, митрополит господин Владика Петар и другите верски заедници, почитувани представници од армијата на Македонија, почитувани поранешни градоначалници, почитувани представници на Сојузот на борци, добитници на признанието 3 ноември, почитувани медиуми, почитувани присутни, дами и господа, нека ни е честит 3 ноември, денот на ослободувањето на Прилеп. Денес оддаваме почит на хероите за нивната жртва, за тоа што ги дадоа своите животи за слободна и самостојна Македонија и за ослободувањето на нашиот град од фашистичкиот окупатор. 78 години подоцна стоиме тук и имаме воспоставено традиција на овој голем ден за Прилеп и прилепчани, каде што оддаваме признание на граѓаните чии индивидуални и колективни достигнувања придонесле за подобрување на животот во нашиот град. Епитетот на град Херој со гордост го носиме и нераскинливо е поврзан со животот во Прилеп во минатото, сега, а сигурно ќе влијае и на иднината на нашите најмили. Заслугата за ваков епитет е на сите кои што придонесле за тоа, а особено на преку 8000 прилепчани кои биле учесници во народно-ослободителната борба и од кои имаме 650 жртви и 15 народни херои. Денешниот ден секогаш ќе биде потсетување за нивното дело и чествување за нивната визија за слободна земја, правда и демократија. Особена чест ми е што и задоволство што оваа награда моментално ни е доделена од страна на локалната самоуправа како едно признание на локално ниво. Меѓутоа, како што веќе слушнавте, резултатите се на републичко ниво. Ако се знае дека во тутунското стопанство екзистираат негде над 30.000 семејства, 29.680 во последниот 10-годишен период се фармери регистрирани, евидентирани во Министерството за земјоделство во ИСЕ системот и плюс оние луѓе кои работат во приватниот сектор како сезонска работна сила кај крупните фармери, потоа вработените кај откупувачите, 9 откупувачи на тутун на ниво на Република Македонија се и кај преработувачите, односно цигарните фабрики. Значи тука негде околу 34.000 семејства скоро и да обезбедуваат екзистенција, од кои поголемиот дел им значи чиста екзистенција само тутунот и другиот дел како дополнителна екзистенција и средства. И навистина чест и задоволство да се допринесе за развојот на производството за еден толкав број на семејства и луѓе да живеат од таа награда. Почитувани, добра вечер. Најпрвин да се заблагодарам на комисијата за одбележување на празници што ми ја додели оваа награда, која што за мене е многу значајна. Исто така се заблагодарувам на градоначалникот на општина Прилеп, се заблагодарувам на председателот на Советот и на советниците и пратениците
и на сите драги почитувани кои што сте присутни. Голема благодарност исто така имам и спрема оние кои што ме предложија, а предлогот доаѓаше од градот Скопје, што значи дека за нашите лекари се знае и подалеку од Прилеп. Благодарност до групацијата Санте Плюс, начело со директорката доктор Весна Камилова и нашата најголема фармацеутска куќа Алкалоид. Прилепчани, добро вечер. Најпрво сакам да ви го честитам 3 ноември, денот на ослободувањето на град Прилеп. Оваа награда е дел на нашата 35 годишна кариера. Како што кажав, 12 години како активен судија на 12 години како активен играч на Тутунскиот комбинат и 23 години како активен судија заедно со мојот колега Ангелески Горан, кој што имаме одсудено над 700 надпревари, како што кажал, не? Оваа награда е дел за онаму каде што имаме помогнато во оснивањето на женскиот ракомет, во оснивањето на машкиот ракомет, во оснивањето на повеќе меморијални турнири, како што е меморијалниот турнир Миле Нешковски, меморијалниот турнир Таста Вилара. Пред се добро вечер на сите. Голема благодарност пред се до ракометниот клуб Прилеп и управата на клубот. Благодарност до комисијата за доделување на награди 3 ноември, градоначалникот господин Борчер Јовчевски, до Советот на општина Прилеп. Но пред се голема благодарност до моето семејство кој што има разбирање за сите овие години, што викендите ги поминувавме на спортските надпревари, а не со нив. И уште еднаш благодарам до сите. Благодарност до комисијата при Советот на општина Прилеп, што го препозна овој огромен успех на Вања. Благодарност до градоначалникот на општина Прилеп, до нашиот директор кој што не поддржаа во текот на ова надпреварување и со тоа овозможија да се реализира и овој успех. Честа е моја што имав можност да бидам ментор на овој прекрасен, млад и талентиран ученик, на кој што сигурна сум допрва му предстојат уште поголеми успеси. Чест и задоволство ми представува оваа 3 ноемвриска награда и би сакал да им се заблагодарам на моите родители, на мојата менторка, на моите другари, на директорот и на целиот наставнички колегиум кој ме поддржуваше на овој надпревар. Честит денешниот ден за многу години нека ни е. Јас сум член на неколку друштва, Македонското археолошко научно друштво, Друштвото на наука и уметност од нашиот град, потоа на Европската асоциација на археолози, како и на Интернационалниот комитет на музеите. Меѓутоа, од вечера сум член на уште едно друштво, што многу ми значи. Тоа е друштвото на заслужни граѓани кои што сите овие изминати години секој на свој начин допринеле за развојот на урбаната заедница, а за да бидам член од тоа друштво, благодарам повторно уште еднаш на комисијата за доделување на награди при Советот, за советниците што изгласавте и за градоначалникот Борче Јовчевски. Сакам да ги споменам и оние што ме номинираа,
Марија Џумерко, Алесандар Джинго, Димитар Курудовски Џониот, председателот на Археолошкото друштво на Македонија Орданче Петров и градоначалникот Борче Јовчевски. На сите им благодарам и на крај да им се заблагодарам на моите најблиски, сопругата Славица, синовите Димитар и Евгени, кои што многу пати ме прекориле зошто ја носам работата дома, зошто седам доцна до ноќта да работам. Меѓутоа ќе кажам дека археологијата не е работа, тоа е задоволство и уживање, и ова награда што вече ве добивам ќе биде поттик и понатаму да работам и да со пронајдените откритија од под длабоките земји слоеви под земјата ќе допринесам да се онај мозаика од Македонија низ столетијата да го надополнам со тие откритија. Благодарам уште еднаш. Навистина е голема чест да се добие едно вакво големо признание од својот град и од своите сограѓани. А за тоа им благодарам на членовите на Клубот на литературни творци од Прилеп за предлогот, за поддршката сите овие години и за вреднувањето на моето творештво. Благодарност до комисијата за доделената награда. Оваа награда за мене секако представува голем поттик, како што кажав, да го зачувам тој творечки дух и творечката енергија и да продолжам да пишувам и да давам и јас еден мал скромен придонес во областа на литературата. Ви благодарам. Чест ми е што ова признание го добивам од личност како градоначалникот доктор Борче Јовчевски. Друго што сакам да кажам, дека ова награда за мене е големо признание, како што претходно кажав, и ја споделувам со сите мои ученици од сите мои генерации и нивните родители, бидејќи успехот за ова признание ни е заеднички. Ви благодарам. Председател, во моje име и во името на членовите на клубот ви честитам денешниот празник, 3 ноември, денот со слободувањето на нашиот град. Пред се сум благодарен на општина Прилеп што го поддржува и го препозна нашето работење во нашиот град. Исто така морам да се благодарам на сите оние поединци, институции кои дават поддршката и освободувањето на нашиот град, да можеме што повеќе наши членови да ги обучиме добро, да дадеме добра мотивација, понатаму да представуваат, да се развиваат и да се напредува во нашиот клуб. Уште една и благодарност на нова техника, Кери напомна да ја спомнам, пошто била нејзина идеја предлогот на нова техника. Сите можете да се придружите, нашите членови и понатаму ќе продолжат да го представуваат нашиот град, културата, уметноста, како во земјата, така и надвор од неа. Благодарам на сите. Особено упатувам голема благодарност до локалната општина Прилеп, која го избра нашиот клуб за ова престижна награда. Му благодарам на целиот наш тим за несебичната соработка. Му благодарам на сите ентузијасти кои се приклучија во нашиот тим. Нека ни е честит 3 ноември. Најпрво нека ни е честит празникот 3 ноември, празникот на нашиот град.
празникот на ослободувањето, затоа што знаеме дека слободата е една од најважните работи. Во врска со наградата, благодарам на Општина Прилеп, на градоначалникот, на Комисијата за награди. Со оваа награда представува награда за компанијата Грабит, која што јас ја водам од 2007 година, значи повеќе од 15 години. Почнавме тројца луѓе, сега, како што рековме, имаме преку 40 вработени. Идејата на компанијата беше да покажеме дека можеме во Прилеп да направиме нешто што е малку поразлично, односно дека може да се направи компанија која што се занимава со висока технологија, односно информатичка технологија. Денес знаеме дека во Прилеп воглавно имаме многу добри фирми кои што се во други индустрии. Во оваа индустрија ние бевме некако пионер, една од првите фирми која што почна да се занимава со ова. И горди сме посебно за тоа што поттикнавме развој и денес се повеќе луѓе се во информатичка технологија, во висока технологија. Зошто е тоа важно? Тоа е важно затоа што оваа технологија креира голема додадена вредност и прави луѓе кои што заработуваат подобро и воедно се и посреќни. Чест и гордост е да се има во рацете на клубот нашата 3 ноемвриска награда која што ги краси витрините на шаховскиот клуб. За прв пат во историјата на шаховскиот клуб оваа година го освоивме второто место и вице-шампионската титула на екипното првенство на Македонија, а посебно сме горди на освоеното 14-то место на купот на европските шампиони кој што се одржа минатата година во Струга. На истото, нашата прва табла и чудото дете 15 годишниот индиец Гукеш го освои златниот медал и беше прогласен за најуспешен играч на турнирот. Почестени сме и навистина ни е драго што нашиот труд, нашите резултати се препознаени и вреднувани од Општина Прилеп. Благодариме за оваа награда, наш поттик за се поголем труд за афирмација на борењето, особено на женското борење, кој го започнавме од Прилеп, а до прва светот ќе слуша за Прилеп. Добро вечер, значи секогаш сум со децата. Не сам, значи со децата, овие деца значи заслужуваат стварно. Ајде ќе бидам краток. Почнавме случајно онака на шала во смотри 2011 година, а Мак балет како аматерски
3 години со ред бев на прво место, потоа како што кажав на видеобим што одеше, бевме во бивша Југославија со сите републики, значи прво место во Загреб, и јас реков веќе време за нешто посериозно. 2016 Сараево. Видов дека до тогаш си играм на играчки, видов што е професионализам. За жал тогаш бевме во сите категории последно место. Но со работа, но со труд, и јас учев, и станав и лиценциран, и тренер, и национален судија, што е само во Прилеп, тука, тоа сум јас. Моите деца научивме на други правила. За на тој истиот надпревар Сараево, оваа година да бидеме скоро на сите први места. Значи, свака му час на децата. За жал, ковидо, Агенцијата за млади и спорт тогаш ни даде зелено светло, дека се ќе ни финансира и ќе представуваме не само Прилеп, туку цела Македонија во третата најдобра светска федерација во светот. За жал излезе тој ковидов, но се надам со овие деца дека тој сон ќе се оствари од смотри да дојдеме до светско првенство и Прилеп да го прикажеме и цела Македонија. За крај, сакам да ја поздравам мојата сопруга Моника, која што ме толерира овие 12 години, кога сум на слушалки по 2-3 часа, кога ќе ми речи ела кафе да пиеме. Фала многу за поддршката. Благодарам. Прилеп, ова мене ми е посебна награда. Моите зборови што треба да ги кажам, јас ги нацртав. И сега сакам да ги прочитам. Денес имаше еден надпревар на краснопис во Марко Цепенко. Во Домот на културата. И таму видов деца од прво до четврто деление што уча краснопис. Краснописот малце се одзаборави, ама сега почнува да се развива. Па јас на тој краснопис го запишав овие неколку збора што сакам да ви кажам при сите вас. Да ве поздравам сите и да ви речам добро вечер. Почитуван градоначалник на општина Прилеп, господин Борче Јовчевски. Почитувани советници, почитувани членови на Комисијата за одбележување на значајни настани, личности и празници и доделување на наградата за животно дело за 2022 година по повод празникот на градот Прилеп 3 ноември. Оваа награда е добиена од вас, од сите нас. Така јас се чувствувам. И е најголема и највеличенствена. Моите слики најдоа еден збор сега, пред еден месец. Величенствени слики. Јас тој збор сега го користам и во овие цртежи го. Од сите претходни награди кои сум ги добила за мојата творечка работа, затоа што ми е добиена од мојот град, Прилеп. И следовремено им честитам и на другите наградени присутни вечераш. Честито на сите.